Современиот живот, а особено постојаниот пристап до интернетот, за многу млади луѓе представуваат можност за постојан раст и надоградување на своите знаења, а со тоа и создавање на квалитетни кариери. Потрагата по нови методи за едукација на нејзините ученици, нашата следна гостинка ја однесоа дури во далечната Америка, каде беше дел од една интересна и едукативна програма. За ова, но и за многу други теми ќе поразговараме со професорката по англиски јазик и книжевност Јасмина Тоневска. Јасмина, ти благодарам што не прими во својот дом и што одвои време на нас и на нашите сограѓани да не раскажеш какви беа твоите последни месеци таму. Така, ви благодарам на вас за поканата. Добре дојдовте во мојот дом и се надевам дека убаво ќе си поразговараме. Ајде за почеток, кажи ни како дозна за Фулбрајт програмата, како одеше аплицирањето, имаше ли некоја селекција на примените кандидати и други информации поврзани со оваа? За оваа програма, Фулбрајт програмата, дознав преку амбасадата на САД во Македонија. На нивната веб страна има најразлични програми за одење во Америка и за ученици и за професори. Но исто така дознав и од некои мои колеги од различни градови од Македонија кои што аплицирале и некои од нив веќе и биле. Да. Апликацијата, тоа беше еден подолг период. Се започна околу февруари-март 2022 година и апликацијата беше за есенскиот семестар 2023 година. Прво онлайн имаше документи кои што требаше да ги потполнеме и да ги пратеме, значи тоа беа безброј документи, но вистина со секакви информации за нас лични, професионално. Потоа откако бевме номинирани, тоа беше како прв круг, моравме да се регистрираме за да полагаме TOEFL, за познавање на англискиот јазик колку што треба за да следеме предавања на факултет таму во Америка. Иако сме професори по англиски јазик, сепак го полагавме. Да. Задолжително, да. После тоа следеше интервју, како втор круг, од тие што беа номинирани и избрани. На интервјуто имаше неколку, мислам од Македонија, беа неколку апликанти. И после интервјуто следеше еден период, тоа беше летото, интервјуто беше во мај месец, па летото беше период на нивно одлучување, селекција на кандидатите и во септември конечно после колку пола година имавме резултати. Јас и еден колега од Свети Николе дека сме примени, дека не одбрале да бидеме ние Фулбрајт учесници за есенскиот семестар во 2023. Имаше многу кандидати? Имаше повеќе кандидати, некаде околу 5-6 кандидати беа на интервјуто. Така. Да. Сега, раскажи ни за престојот во Америка, да го фатиме оној официјалниот дел, што опфаќаше програмата, осознали некои наставни методи кои би можела да ги имплементираш и овде во твоите предавања? Секако да. Фулбрајт програмата, прво да кажеме неколку збора за тоа, е една престижна програма, како стипендија, се смета како стипендија, како грант, затоа што се е бесплатно и е за наставници по англиски јазик, но и исто и по други предмети кои што имат сепак одлично познавање на англискиот јазик. И опфаќа нивно престојување во Америка 6 недели, нивно професионално надоградување, следење на предавање на факултет, исто така одење во локални средни училишта, посета на часови, co-teaching, таму тоа го викавме, заедничко предавање со професори таму. И исто така дел од оваа програма е и запознавање со културата на Америка и со начинот на живот во Америка, со традицијата и историјата на Америка. Значи, учесници на Фулбрајт или после откако веќе ја завршиле Фулбрајт програмата се нарекуваат Фулбрајт алумни и се од цел свет. Оваа година беа околу 150 луѓе од цел свет
и бевме распоредени на 7 различни универзитети во 7 различни држави во Америка. Јас бев во државата Висконсин, факултетот се вика University of Wisconsin Madison, и можам да кажам дека навистина сум среќна што бев баш на таа локација, затоа што факултетот е еден од подобро рангираните факултети во Америка, а мојот колега, бевме разделени од Свети Николе, тој беше пак во Колорадо, University of Northern Colorado. Да. Друго, околу програмата, официјалниот дел, нели, оној едукативниот, беше на тема медиумска писменост, media literacy, и имавме предавања 3 дена во неделата на факултетот. Неколку предмети имавме, од кои што акцент повеќе се даде токму на медиумската писменост, и наша цел таму и на професорите таму беше да изнајдеме начини на кои што ќе можеме, за кои што ќе можеме на учениците да им доловеме дека на сите медиуми кои што ги имаат и ги следат, не е се така како што го гледаат. Значи, баш да размислуваат критички и да можат да разликуваат што е вистинска информација, реална, а што е нереална и лажирана информација. Исто така, 2 дена од неделата одевме во 2 училишта, бевме поделени, нашата група се состоеше од 21 учесник, од 17 различни земји, пред се земјите беа од тука од Балканот, Источна Европа и Централна Азија, и бевме поделени во 2 групи, во 2 средни училишта. Одевме на настава, посетувавме најразлични часови, имавме таму како host teachers, односно, нели, професори кои што беа задолжени за нас, и моравме 1 час барем во денот да поминеме со нив, да работеме заедно, да разменуваме искуства, и целта всушност и на програмата е и тоа, самите колеги кои што сме таму учесници, едни со други да разменуваме искуства и со колегите исто така во Америка да разменуваме искуства, се со цел за подобро да осознаваме методи и начини на работа со учениците. Како дел од таа посета на часови во средните училишта, ние имавме за задача да ја представиме секој својата земја, како cultural lesson го викаат тоа, односно еден дел од часот каде што секој ќе се представи својата земја, и тоа беше исто едно убаво искуство. Спремав презентација за најубавите места во нашата земја, мислам дека убаво ја представив нашата земја, најубавите места со видеа исто така, и потоа учениците беа доста заинтересирани, на моје изненадување. Не сметав дека ќе поставуваат толку многу прашања, поставуваа прашања за културата, за животот во Македонија, за некои од овие туристичките места како Охрид што го спомнав. И часот наместо 30 минути на мене ми траеше околу 50 минути, малце повеќе, ама навистина беше интересно да учениците имаат прилика таму да слушнат за земја за која што досега не слушнале, една маличка земја на Балканот, и да ги заинтересираме, па можеби и да мислат да ја посетат како туристи. Сега имаше директен пристап до образованието кај нив. Едно твое видување, има ли разлика образованието кај нив и кај нас? Да, има многу голема разлика меѓу нашиот образовен систем и американскиот образовен систем. Прво, различни се училиштата, тоа ќе го спомнам. Значи, ние тука имаме гимназија и средни училишта, кај нив постои само едно општо high school, средно училиште. И имавме можност таму да видиме дека во склоп на самото училиште, освен нели овие општите предмети кои што ги има кај нас во гимназија, таму имат стручни предмети кои што ги има кај нас во стручните училишта. И сега во зависност од тоа учениците каков интерес покажуваат, тие си ги одбираат сами тие часови кои што би сакале да ги изучуваат, нели, освен тие неколку кои што се задолжителни, како што се мајчин јазик, математика, природни науки, тие се задолжителни, другите сами си ги избираат и
имавме можност навистина да видиме интересни часови од типот на кулинарство, еве нешто што е кај нас во угостителско училиште. Значи учениците правеа најразлични десерти, има рецепти за мафини, за тесто. Так. Да, беше интересно, релаксирачки на часовите, како пракса всушност им беше тоа. Исто така за земјоделство имаше часови, за ботаника, каде што одгледуваат растенија, цвеќиња. Имаше исто нешто слично, како кај нас што е тука, машинскиот смер, за механика и автомобили, за машини. Има, значи, навистина опрема во навистина секој поглед одлична опрема, што тука кај нас не е баш така за жал. Имаше исто така ученици кои што за daycare, за во градинка, се спремаат за ако сакат да работат во градинка, за да чуваат деца. Имаше и за медицински сестри часови, значи најразлични часови од кај нас што ги има во секое стручно училиште, нели? Сето тоа е во Сето хајскул. тоа е во хајскул. Така, да. Тоа е прва една од разликите. После друга разлика исто така можевме да забележиме дека таму часовите се подолготрајни, еден час им траеше 99 минути. И дури баш се чудевме со колегите што толку ќе работат, нели, на толку долг период. Меѓутоа различно е и затоа што таму професорот не е централна фигура како кај нас тука пред таблата и нели јас ги давам сите информации, учениците само ги примаат, нели, тие информации и знања. Таму е поразлично. Професорот е фактички како модератор на целата настава и преку многу дискусии и игри некогаш, активности најразлични, се тоа, нели, на интернет најчесто, на тој начин учениците ја осознаваат материјата за тој час. Исто така, она што ми се допадна во нивниот образовен систем, што го нема кај нас, а баш би сакала да го има, е она што обрнуваат многу внимание на спортот. Секој училиште си има своја маскота, си имаат маички, блузони со маскотата и имаат најразлични спортски тимови од кошарка, рагби, нели, и така натаму, опремени сали, значи прекрасно опремени сали, тератани, исто и терени надвор, на отворено. И го потикнуваат тој заеднички дух, дека учениците припаѓаат сите на едно нешто, на едно исто училиште, во една иста заедница, исто и за заедницата се борат многу, обрнуваат внимание и на тоа дека сега сме сите тука, припаѓаме на една заедница и сите треба да дадеме се од себе за да ни биде убаво. Тоа е исто нешто што ми се допадна, што би сакала тука да може да го почнеме да го спроведуваме. Доста разлики на броја. Да. Верувам дека освен за работа, остана време и да прошетате и да видите некои интересни места. Ајде, раскажи ни и за тој веќе неофицијален дел од престојот, каде прошета, што ти остави најголем впечаток? Да. Исто така дел од програмата, освен овој едукативниот дел и професионалниот дел, ни беа и за време на викенди културни активности. Значи, од страна на тие координаторките што ни беа на факултетот, ни организираа културни активности. Речиси секој викенд, мислам дека само еден викенд ни беше слободен. Имавме посета на знаменитости во градот Медисон. Еден викенд беше една од најголемите знаменитости е Capital, The Capital, така го викаат. Еден интересен објект, каде што е всушност општината на градот. Еднаш бевме во современиот музеј на градот, присуствувавме на една парада, Willie Street Parade, која што се одржува секоја есен. Исто така ни организира викенд патување во Чикаго, затоа што Медисон Чикаго е релативно блиску, со автобус бевме, од прилика 4 часа возење.
и имавме викенд таму во Чикаго. Тоа беше навистина еден од најважните моменти од тие културни активности, затоа што сепак Чикаго е еден од најпознатите градови и навистина беше неверојатно искуство да го посетиме. Исто така, многу интересно искуство од овие културни активности беше и посета на рагби надпревар во Медисон. Всушност, универзитетскиот тим, рагби тим, имаше надпревар тој ден, таа сабота кога бевме со некои други противници. Многу беше интересно, чувството беше неверојатно. Навивачки групи. Да, навивачки групи, оркестри, сите граѓани, сите луѓе од Медисон беа облечени во нивните црвената боја им беше символ, во црвено, со Wisconsin Badgers, така се викаше тимот, со јазовецот, символ како маскота на тимот. Навива, исто така го правеа тоа Jump Around, нели, на таа една позната песна Jump Around, каде што навиваат, сите поред, нели, скокаат. Навистина беше тоа едно исклучително автентично искуство од тие сите културни активности што можам да ги спомнам. Исто така бевме и во еден национален парк во Висконсин, се викаше Devil's Lake, со едно езерце, со преубава природа, па и сега во боите на есента беше навистина магично. Тоа беа тие активности од културниот дел од програмата. Меѓутоа, ние како група се организиравме и посетивме два града кои што сакавме лично да ги посетиме надвор од програмата. Бевме во Милуоки, тоа е исто еден познат град во Висконсин. Таму бевме еден ден, затоа што беше блиску од Медисон, еден час возење, се организиравме, се прошетавме таму и убаво си поминавме. И потоа, на крајот на програмата, всушност, од сите 7 факултети, учесниците кои што бевме, 3 дена бевме во Вашингтон DC. Таму имавме уште неколку предавања и на крајот завршната церемонија. И тука, тој викенд пред да одиме во Вашингтон, ние го искористивме и бевме во Нью Йорк. На мое, навистина, огромно задоволство. Тоа беше сон кој што ми беше навистина многу одамна сонуван и сега ми се оствари да го видиме тоа нешто што сме го гледале цело време на филмови, тие облакодери, тие некои познати градот што не спие, да, баш така, можам тоа да го потврдам, затоа што една вечер шетавме дури до 1:30 по полноќ, градот беше раздвижен, со луѓе, со коли, осветлен. Навистина, тоа беше едно исклучително за мене лично неверојатно искуство. Би сакала ли повторно да отидеш како турист? Секако, некој семејно патување? Да, секако, зашто да не, би сакала и семено и како турист да отидеме, секако, да. Си имала можност да комуницираш со колеги од целиот свет, верувам дека со некој од нив и веќе си имате поврзано на социјалните мрежи. Возможно ли некој така поголемо пријателство, па и некоја можна соработка? Да. Ние како можам да речем дека веќе на некој начин е соработка меѓу учениците. Јас пред да одам, им кажав на моите ученици доколку сакаат да напишат писмо, како порано што беше, нели, што се допишувавме, со информации, своји, нели, лични податоци, мејл, нешто за себе, и дека јас ќе ги однесам писмата на учениците таму. И имаше некои ученици, ми дадоа писма, јас ги дадов таму на ученици кои што сакаа, нели, да ги примат. И навистина беше, имам сега една ученичка. Сознание дека имат. Да, имам сознание, една ученичка веќе се допишуваат на мејл и многу се среќни, биле многу слични и си, нели, разменуваат и они искуства за животот таму, животот тука. Тоа е еден вид за мене баш соработка од аспект на искуство за учениците, животно искуство.
Исто така со колегите од мојата група, јас убаво се дружев со колешката од Србија имаше, од Босна, од Бугарија, исто и со колегите од Турција и Словачка и баш разговаравме дека би можеле да направиме некој заеднички проект заедно. Имаме сега такви платформи, тоа и Twinning што е, да направиме еден заеднички проект, па да си се посетуваме меѓусебно во овие земји со учениците. Интересно. Да. Имаш дипломирано на филолошкиот факултет Блаже Конески, како што кажав, англиски јазик и книжевност. Некако ми се чини дека и самата кажа, продолжуваш со тие надоградувања, со учество во најразлични програми и проекти. Само ова беше или учествуваш и на други? Имам и други семинари и проекти кои што имам учествувано. Сепак нашата работа бара да бидеме во тек со современите методи на работа, да посетуваме најразлични нови семинари во кои што ќе слушнеме некои новитети. Јас како последен проект поголем ми беше Access, тоа е како микростипендија за ученици и имавме ученици од нашето училиште кои што бесплатно го изучуваа англискиот јазик, тоа беше финансирано од амбасадата на САД. И исто така изучуваа повеќе за културата на Америка. Имам учествувано и во неколку проекти на Еразмус, исто така, додека беше пандемијата, се пријавував на најразлични вебинари, онлайн, додека бевме дома, немаше што да правиме, па го искористив тоа време за такви онлайн вебинари кои што би биле корисни за мојата работа. Работиш како професор веќе 15 години во средното училиште, но во изминативе години имаш работено и во основното. Да. Би можела ли да направиш некоја паралела како изгледа тоа работењето со тинејџери и со основци? Да, многу е различно. Јас во основно училиште работев со првите оделенија, од прво до четврто оделение. Најмалите. Да, најмалите. И навистина е голема разлика од она што е во средно училиште со средношколци, со тинејџери. Прво возраста е премногу различна, после и материјалот е многу различен. На почетокот во овие првите оделенија е најбитно тие основните зборови, вокабулар што можат да го изучуваат, пристапот исто е различен. Тие бараат многу повеќе внимание малите за разлика од овие средношколците кои што имаат повеќе материјал од аспект на граматика, на пишување, навистина е различно. Исто така пак овие средношколците па се во една посетлива фаза од нивниот живот, па треба да се внимава на однесувањето. Од друга страна пак малечките се многу искрени, многу имаат мотивација, сакаат да учат. Овие големите, кај нив мотивацијата е послаба, меѓутоа да, има голема разлика. Млада личност си со професионални и семејни обврски. Имаш син од 8 години возраст кога се почнува со училишните обврски, но уште оние детски занимаци им се поинтересни, па претпоставам дека се бара и поголем ангажман од тебе и од твојот сопруг. Ти останува ли слободно време, со што го исполнуваш или со други зборови, што ја интересира Јасмина и што ја причинува задоволство и опуштање? Да, останува слободно време, за викенд посебно, гледаме да го искористиме слободното време за активности кои што сакаме да уживаме. Јас лично гледам 3 до 4 пати во неделата да вежбам пилатес и аеробик. Тоа е нешто кое што ме релаксира после напорен ден на работа во седење или стоење и тоа е нешто што ме релаксира. Исто така, како што спомнав за викенд со семејството, сакаме некаде да излеземе, да прошетаме, сакаме хајкинг, тука по нашите локални убави места да прошетаме. Со пријателите исто така, сакам да излезам на кафе, или пак навечер исто излаваме за викенд, тоа е исто нешто кое што ме релаксира доста. Сакам да читам книги, обожавам музика, слушам музика и така.
Верувам дека секој професор има аргументи зошто треба да се посвети внимание на неговиот предмет. Моје лично верување е дека, особено последниве 20 години, знаењето странски јазици, а особено англискиот, е неопходно. Така, да. Да, секој странски јазик е богатство само за себе да се изучува. Значи, колку повеќе јазици знаеме, толку сме побогати, меѓутоа, сметам дека навистина англискиот јазик е јазик кој што треба секој да го знае во денешно време, затоа што е број еден странски јазик со кој што комуницираме на секаде низ светот, со секој човек од секаде низ светот. И јас и тоа и им го кажувам на учениците кога за прв пат доаѓаат на час во училиштето, дека навистина е битно да го знаат јазикот, па еве и денеска има многу можности за работа онлайн, многу млади луѓе работат за странски компании и тоа се на англиски јазик, така да, треба повеќе сериозно да си го учат јазик. Да. Јасмина, еве за крај уште еднаш да ти се заблагодарам за учеството во овој разговор. Се надевам дека ти беше пријатен. Така да, секако. Пробишти Пинфо со задоволство ќе ги следи и понатаму идните твои професионални успеси и активности. Ти посакувам среќа и на приватен и на професионален план. Ви благодарам и на вас уште еднаш. Баш ми беше мило што си поразговаравме и секој е добро. И благодарам уште еднаш.